Тато кажува дека болеста ја однела мама. Болеста. Како да има име, како да живее некаде, како да е гостин со мустаки или шапка. Еј, денес доаѓа болеста, па затоа денеска ја викнавме жената за чистење. Сега мора да се однесувате пристојно, затоа што денес болеста доаѓа во посета. Дали некој од вас ќе се јави? Мислам дека тоа е болеста што доаѓа. Никогаш не ја пуштивме да влезе. Никогаш не отворивме вратата. Таа само се вовлече преку прагот во нашата куќа и ја засенчи. Ја засенчи вообичаената портокалова светлина што од секогаш имавме. И ги вклучи светлата со полн сјај, така што сите изгледаа грдо и исплашено. Ја тргна смејата од зидовите и силно го повлече тепихот од под нозете на тато, па тој падна на нас за да липаше како мало дете и веќе не беше тато. Ја оттргна и под нивната светлина, така што никогаш не знаевме дали можеме со радост да дочекаме вечерта. Таа ја одзеде и вечерта. Се наеднаш премина во ноќ. А ноќта ја направи студена и црна, долга и задушлива. Така што кога дојде утрото, толку бевме полни со темнина што не ни свативме дека е утро. Болеста беше пеколно дрска. Влегуваше во туѓи куќи и се валкаше наоколу како црв во селка. И наглодаше, и растеше. Се додека наполно не изеда мама. Тато и јас имавме заедничка лента на венецот. Беше поставена на црвеното срце од рози и на неа пишуваше: никогаш нема да те заборавиме. Но над моето срце има уште една лента. Ти благодарам за целото време што го добивме. Господјата болест е проклета пичка.